Добро вечер. Полагањето на правосудниот испит да не се претвори во поле за политички притисок и етничка конфронтација, реагира министерот за правда Игор Филков по вчерашниот протест на студентите албанци за време на кој се случи инцидент, кога неколку лица физички се пресметаа, а од МВР соопштија дека 3 лица се приведени и против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави. Правосудниот испит не е прашање на политика, туку прашање на стручност, професионалност и почитување на правниот поредок на државата. Обидите да се прикажа законската обврска за познавање на македонскиот јазик како дискриминација се опасна манипулација со јавноста и директен удар врз уставниот поредок. Правото на протест е демократско право, но никој нема право преку насилни протести да бара уривање на критериумите и стандардите во правосудството, се вели во писмената реакција на Филков. Дали вчерашниот протест и најавата за нови можат да се одразат на безбедносната состојба, но и на меѓуетничките односи. Поради присуството на граѓани од соседните земји на протестот, дел од јавноста препознава обид за надворешно влијание врз институционалните прашања во Македонија. Ивана Стојановска. Можно ли е протестите на студенти од албанска националност за полагање на правосудниот испит на албански јазик да предизвикаат нови етнички тензии, па дури и дестабилизација на државата? Според првиот човек на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, таква опасност има, а за сценариото смета дека стои Дуи, кој не би запреле дури и во случај да се реши прашањето за испитот. Целта нивна е да се дестабилизира државата на најопасна основа, тоа на меѓуетничка основа, и веројатно да предизвикат доколку тоа возможно предвремени парламентарни избори. Ова мислам дека опасна сега авантура која што Дуи сега ја практикува преку потикнување или организирање на протести на студентите, вклучително да повикуваат студенти од Приштина, од Тирана. Мислам дека тоа е крај опасна, неприфатлива и мислам дека оваа игра што Дуи е започна, дека може да ескалира. Утре, како што нагласив, некој друг ќе бара, ќе излезе, ќе протестира. Ако така се решаваат проблемите, тогаш мислам дека се движиме кон опасен правец. Дали е можно разгорување на меѓуетнички тензии, според аналитичарот Петар Арсовски, ќе зависи од одговорот на власта на барањето за полагање на правосуден испит на албански јазик. Според него, ситуацијата ќе се користи за собирање политички поени, но смета дека опасност од посериозна ескалација на состојбата за сега нема. Клучно е како ќе одговори владината коалиција. Не само ВМРО-ДПМН кои најавија некакво решение, но во поширок правен контекст, но повеќе влем. Како ќе се постави влем кон овие протести, дали ќе застане цврсто на таа страна, дали тоа може да донесе до искри во владината коалиција или ќе имаат некаков институционален одговор заедно со нивниот коалициски партнер. На крајот, веројатноста за некакви повторени етнички инциденти, па дури и спорадични, останува многу ниска. И заради тоа што Македонија века членка на НАТО, затоа што не е таков контекстот, затоа што политичката сцена има отидена малку подалеку од тој корпус прашања. Така што мислам дека најверојатното сценарио дека ова ќе се задржи на политички и протестни, условно речено, акции, но не верувам дека може да донесе до некаква посериозна ескалација. Од владата посредбата на премиерот Мицкоски со Меджити и Касами, одржана пред почетокот на вчерашниот протест, најавија дека активно се работи на изнаоѓање решенија што ќе бидат целосно усагласени со уставот и со законот за употреба на јазиците. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција веќе неколку месеци води предистрага за можни недозволени активности во кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова, поврзани со сомнежи за извлекување и енкриптирање доверливи податоци. Како што пишува Слободен печат, до редакцијата и до обвинителството била доставена анонимна кривична пријава, подпишана од група вработени во МВР, во која се тврди дека од компјутерскиот систем во кабинетот на председателката биле копирани и шифрирани податоци, со сомнеж дека можеле да завршат кај странски разузнавачки служби. Според информациите, во пријавата под сомнение бил IT администратор во кабинетот, за кого се тврди дека копирал и складирал доверливи материјали, а се споменуваат и други лица од кабинетот и од разузнавачките структури, за кои постојат сомнежи дека евентуално учествувале во прикривање докази.
Од обвинителството за слободен печат потврдила дека предистрагата е отворена уште во декември лани и оти биле издадени наредби за анализа на компјутерска опрема, мобилни телефони и електронски податоци, но досега не бил доставен конечен извештај за содржината на евентуално извлечените информации. Од кабинетот на Силјановска засега нема потврда за ваквите информации. Предлог законот за задолжување со заем од 260 милиони евра не го помина собранискиот филтер на Комисијата за финансирање и буџет. По два обида тргни застани. Пропадна расправата во матичната комисија која не се одржа и предлог законот не се најде на пленарна седница. Од СДСМ побараа комисијата да се одложи, со образложение дека нема просторни услови во салата, а има и забелешки околу точките на дневен ред. Од ВМРО ДПМН обвинија дека со банални оправдувања намерно се блокирала работата на комисијата. Да не зборува за фискалната стратегија прво пред задолжување е купување на време. Ајде сега ќе видиме да не зборуваме таму за новите проекции на инфлација, да не зборуваме за новите предвидувања кои што вашата министерка 6 месеци претходно ги донесе. Вие ја блокирате иднината на нашите деца, ние нема да го правиме тоа што вие го правите. Но ние со аргументи ќе ви докажеме дека ова што го правите е штетно за следните генерации. Станува збор за средства со кои што треба да се обезбеди навременна исплата и реализација на политики кои што се важни за граѓаните. Повисоки примања во образованието, во здравството, јавниот сектор, изградба и реконструкција на инфраструктура, училишта, болници и други проекти. Наместо аргументирана дебата, сведочиме на обид за блокада на работата на комисијата и кочење на процеси кои што се во интерес на граѓаните и на државата. Да се обединиме околу државните и националните интереси. Ниту една политичка разлика не смее да биде поголема од татковината, порача денеска премиерот Христијан Мицкоски во обраќањето по повод 150 годишнината од кревањето на Разловечкото востание во село Разловци. Историјата не научила дека државата не се губи одеднаш. Таа се губи чекор по чекор, кога некој ќе почне да се откажува од достоинството, од вистината и од народот. И затоа денес нашата обврска е да бидеме мудри, да бидеме будни и да не дозволиме никој повторно да ја продава како ефтина политичка монета. Ова држава не е создадена со договори за затворени врати. Ова држава е создадена со жртви, со крвта на комитите, револуционерите, елинците и со сите оние што низ вековите верувале дека слободата мора да постои. Денес, може би времињата се поинакви, но верувајте ми дека обврската е иста. Да ја чуваме земјата, да ја градиме, да не дозволиме никој да ја понижува. Нека биде вечен споменот на хероите од Разловечкото востание. Може целата влада да биде составена од луѓе со бугарски пасоши, ама бугари во уставот не може. Вели лидерот на СДСМ Венко Филипче, откако во собранието не помина нивниот предлог да нема двојни државјанства и за министрите. Во владата врие од луѓе со бугарски пасоши. Одбија да го прифатат предлог законот наш на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со кој премиерот, вице-премиерите, министрите, членовите на владата не би можеле да има двојни државјанства. Се поставува прашањето зошто тоа го направи. Затоа што пола влада требаше веднаш да се замине. Може целата влада да биде составена од луѓе кои што во џебот имаат бугарски пасоши, ама бугари во уставот, тоа не може. Историјата на Канал 5 за кумановецот со шизофренија кој со години го малтретира семејството без соодветно да биде згрижен допре до институциите. Кумановската полиција најавува дека ќе ги разгледа сите пријави поднесени од семејството кои бараат помош од насилниот роднина. Миријана Мирчевска-Јовановиќ.
Кумановската полиција ќе преземе посебни мерки за заштита и ќе ги разгледа сите досегашни пријави, што семејството од Куманово ги има поднесено за нивниот роднина кој физички и психички е насилен со нив и имал полов напад врз малолетник. Денеска член на семејството поднесе кривична пријава во полицијата за загрозување на сигурност. Адвокатот Александар Тумановски објаснува дека за овој случај има ланчан пропуст во системот на институциите и дека треба сериозно да се разгледа случајот. Семејството објаснува дека не добило никаков одговор од обвинителството, бидејќи институцијата отфрлило кривичната пријава заради недоволно обезбедени докази. Тие проблемот го имаат секој ден и пријавуваат, вели Тумановски. Во овој случај одговорноста треба да се провери во секоја надлежна институција, бидејќи реакцијата на институциите по сторен инцидент е задоцната. Во соодветна процедура по пријава на граѓаните, таа се спроведува во судска постапка. Таму со соодветно вештачење се одредува неговата здравствена психичка состојба. Значи, дали тоа лице при извршувањето на делото било свесно за тоа дело, дали опасно за околината, дали може да го следи судењето, од тоа се вештачи во самата постапка и се одредува дали е пресметливо, непресметливо, доколку е непресметливо, истото не се носи затворска казна за тоа лице, туку се упатува во здравствена установа. По објавената сторија на Канал 5, каде семејството раскажа за ужасот што го преживуваат со години. Полово ја пипкаше ја уходник. И тоа е исто пријавено у полиција. Случајот го пријавивме после 23 часа, затоа што у тој момент, тогаш сопругот беше втора смена на работа. Ние бевме горе цело време заклучени. Кога дојде он, му кажавме се како и тој у истиот момент викна полиција. Тумановски потенцира дека ваков случај беше инцидентот со адвокатската комора, каде нивен адвокат со психички проблеми ја запали адвокатската комора и покрај реакциите за неговото психолошко здравје. Ова беше последна информација во вечерните вести. Останете со Канал 5. Пријатно.